Прво да ви се заблагодарам, како и секоја година, особено на медиумите од Кавадарци кои безпрекорно се извршуваат својата работа и се со нас, со ние како Алтар центар, односно Сдружение за алтернативна култура Алтар центар од Кавадарци, како организатори на неколку манифестации, емотивно најмногу врзани токму за оваа, кое што се случува вечера во градскиот парк под Винската куќа. Станува збор за 7-то издание на манифестацијата, меморијалната манифестација, денот кога се роди добриот човек. Манифестација посветена на еден градски човек, на Дејан Костов Лиса, наш пријател, соработник, соборац од кавадаречкото секојдневие, човек кој што и по толку години од кога физички го нема, се уште и недостасува и еве вечерва со неколку содржини сме пред кавадаречката публика. Пред се тука е една, можеби најемотивниот момент за нас ова вечер, една мала скромна изложба од фотографии, оригинални фотографии од исклучителниот уметнички фотограф Јадран Манчев, нашиот јајо, кој што првпат ова вечер ги изнесува фотографиите кои што ги направи со Дејан Костов Лиса. Тоа и самите можевте да го видите. Тоа се фотографии кои што буквално го опишуваат него со сите негови емоции и карактер, бидејќи Дејан Костов Лиса беше пред се добар човек. Другиот сегмент кој што е неофицијален, се разбира, е презентација на фотографии пред се на видеобим овде од изминатите настани на денот кога се роди добриот човек. Зошто тоа го направивме? Бидејќи дел од луѓето кои што беа дел од оваа манифестација веќе не се меѓу нас, за жал, би го спомнал само тука големиот Ристо Соколов Сокол. И сакавме да се подсетиме, вклучувајќи ги они кои што се редовна публика, они кои што ги сакаат градските збиднувања. А третиот момент е она што секогаш го правиме, свирка со кавадаречките рокери. Овој пат вечерва се Бедесол, по кавадаречки Бадасол, Ристе и Орце, кој што подготвија специјален репертоар за ова вечер, дури јас не го знам, очекувам да го слушнеме. Се надевам дека во деновите кои доаѓаат нема да има потреба од меморијални манифестации за, се извинувам вака емотивно, за добрите луѓе од Кавадарци, него тие да ствараат, да уживаат во животот кој што е пред нас и пред нив, особено ова важи за младите луѓе, за исклучителните креативци кои што ги има градот, без разлика дали е тоа рок-н-рол, дали е ликовна уметност, литература. Благодаречи, уште еднаш ќе повторам, на вас медиумите од Кавадарци кои што ги следите сите настани од што се случуваат во градот, тие млади луѓе треба да знаат дека имат поддршка и од Алтар центар, но и од другите институции низ градот, така да само им треба малку храброст, како што нас ни треба храброст да се појавиме пред јавноста и пред медиумите, така да секој биде во ред, ако мислиме позитивно и ако имаме желба да направиме и оставиме нешто зад себе. Ние не можеме да го избегнеме денот 10 јули, без разлика колку луѓе ќе дојдат, имаме големо разбирање за афинитетите на сите луѓе во градот. Но ете, и сам кажа, имаме доволно публика за еден убав настан. Дејан Костов Лиса беше дете од центарот на Кавадарци. Значи, неговата приказна е најмногу поврзана со неговата исклучителна соработка со најголемите уметнички имиња од Кавадарци. Би спомнав Ристо Соколов, би спомнав Кире Мукетов. Од литература до музика, до рокери, до секогаш беше. Например, ние тоа што го имаме правено, Лиса беше сценограф, помагаше во изработка на плакати, сценографија, се даваше несебично себе си во буквално во оние, да не бидам погрешно разбран, градските работи. Значи, едноставно, човек од поубавите приказни на град Кавадарци. Се гледаме на 8-то издание и наскоро ќе ги најавиме и останатите случувања во организација на Алтар центар до крајот на годината, но сега сме овде за денот кога се роди добриот човек.